Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонија. Вечера сум овде во името на ВМРО Народна партија, во името на изворното ВМРО, да ве повикам сите на 24-ти масовно да излезете и масовно да ги подржите кандидатите на Сојузот за еднината, за градоначалници во Скопје, скопските општини и широм Македонија. Драги пријатели, во последните 2 до 3 години сум се сретнал со илјадници луѓе во нашата држава. Сум разговарал со занетчи кои велат дека никогаш не живееле под таков стрес на контролите и инспекциите. Сум се сретнал со конкретни казнети луѓе од 3 до 20.000 евра различни казни. Сум се сретнал со земјоделци кои велат дека никогаш потешко не ги продавале своите продукти и никогаш помизерно не живееле. Се среќавам со доктори кои ми кажуваат дека никогаш порано не чувствувале такво понижување од еден министер. Сум се среќавал со луѓе во образованието кои ми велеа никој досега не го разби на ваков систематски начин високото образование и целокупното школство во нашата држава. Се среќавам со бизнисмени кои велат дека никогаш не живееле толку под притисок како во последните неколку години. Се среќавам со многу обични луѓе кои ми кажуваа за нивните економски состојби и за животот кој секојдневно го живеат со тешкоти. И она што сакам да им го порачам на сите вас овде и на сите тие мои пријатели. Ако 2,5 години ја слушам цела Македонија како кажува колку е тешко, колку им живеат под притисок, колку им е неубаво овде во Македонија, тогаш на сите нив им упатувам едно прашање. Сега е денот сите вие да го дадете вашиот одговор. Жабе вие ако после 24-ти не гласате за опозицијата, жабе вие повторно да кажувате колку ви е тешко, колку казни плаќате, колку мизерно се чувствувате. Сега е денот, сега е моментот на 24-ти масовно да излеземе и да го дадеме нашиот глас. Почитувани граѓани на Македонија, на избори, не само затоа што се локални, не смееме да заборавиме, на овие локални избори не гласаме само за тоа кој ќе биде нашата локална власт. На овие локални избори, како и на сите локални избори, кажуваме што мислиме за актуелната влада, дали сме задоволни од нив, дали сме среќни под нивното владење, дали ги одобруваме нивните политики или напротив, им упатуваме една порака со која кажуваме доста ни од ова владење, запрете со оваа политика, дајте нешто ново или конечно онаа што сите ние го посакуваме. Даваме глас за нови парламентарни избори во Република Македонија. Почитувани пријатели, тие ни велат нивни биле делата. Јас ќе ви спомнам вечерва неколку нивни дела. Завчера со едни мои пријатели поминавме од другата страна по стариот мост во новиот плоштад кој се уште официјално не е отворен. Меѓутоа, навистина, мои пријатели, топло ви препорачувам. Треба да ги оставиме уште некоја недела да го отвора новиот плоштад пред црквата Свети Димитри и навистина топло ви препорачувам сите да појдете и да го видите. Навистина тоа чудо треба да се види. Не ви зборувам од идеолошки карактер, не ви зборувам од историски или од религиозен, ви зборувам само од позиција на естетика. Ваков школски пример на кичерај, ве уверувам, не сте виделе во својот живот. Треба тоа да се види. Тоа дело на вистина треба да се посети
Јас ве уверувам дека во школските учебници низ целиот свет ќе биде ставен како пример. Не туристи да доаѓаат. Јас ви уверувам дека туристи специјално ќе доаѓаат да го видат тоа за што се трошат пари во нашата држава. Зборуваат за дела. Ајде за второто дело, задолжувањата. Пред 3-4 дена ни објавија дека бруто националниот доход е паднал за минус 0,3%, 1 до 2% искриени преку математиките на статистиката. Кога ви велат, видете ги нивните дела, има еден податок според кој можете да ги видите сите дела на економијата, не само во Македонија, и во Америка, и во Европа, и во Кина. Тоа се вика бруто националниот доход. Тој бруто национален доход ни кажува се за нивните дела. Минус 0,3%, почитувани граѓани, одавна не се памти во Македонија. Тоа е цифрата, тоа е податокот во кој се сконцентрирани сите нивни економски резултати за 2012 година. Меѓутоа не е проблемот само во тие минус 0,3%. Поголемиот проблем е што тој минус го извадија, а прито задолжувајќи ја Македонија во 2012 година со негде 700 или 800 милиони нови евра од јавен долг на нашите граѓани. Не знам тие 250 милиони од декември дали ги сметаат во 2012 или ги префрлија во 2013. Ама ако не се покажуваат во минатата година, ќе се покажат во оваа година. Да ја задолжите толку Македонија за една година и да осварите минус 0,3%, навистина треба да видите голем мајстор во економијата. Никогаш, почитувани граѓани во Македонија, никогаш главен збор на македонската економија не било задолжувањето толку често, толку редовно дури и на нивните медиуми. Денес, вие гледате, се навикнавме. Порано беше на 3 месеци, сега потоа на 1 месец, а чинам дека во последно време на 10 дена прават нови задолжувања и објавуваат нови обврзници. Знаете ли вие колку е тоа лошо за сите вас, за вашите деца, за вашите бизниси? Не треба да споредуваме. Погледнете ги сите примери околу нас и ќе видиме до каде води задолжувањето. И постојано и секогаш ќе повторам, почитувани граѓани, немојте да заборавите, никогаш пред доаѓањето на оваа влада во Македонија немало влада која земала долгови за да даде плата на администрацијата, за да даде пензија на пензионерите или да ги исплати социјалните давачки. Прв пат со оваа влада ни се случува да се земаат кредити, да се земаат долгови. Колку е лоша состојбата на нашиот финансиски и монетарен систем, јас ве повикувам и ги повикувам да ни покажат дека не е така, да направиме сите еден заеднички стрес тест. Идната недела, кога ќе треба да ги отплаќаат старите долгови, ни една банка во Македонија да не купува нови обврзници. Јас ве уверувам, почитувани граѓани, дека Македонија идната недела може да банкротира. Само македонските банки да се охрабрат да не купуваат нови владени обврзници. Ете, до таму е дојдена македонската економија, до таму се дојдени македонските финансии и ние велиме, погледнете дела, делата ги гледаме сите ние. И почитувани скопјани, почитувани граѓани на Македонија, последното дело, кој исто така зборува за сите нивни други дела. Ако во Македонија има толку резултати, ако во Македонија има толку успеси, зошто цела Македонија, посебно младите, тргнале да се селат од Македонија? Зошто според извештајот на Светска банка 21% од македонските граѓани веќе се во странство? Зошто нашите градови, посебно во Источна Македонија, ама за жал не е подобра сликата и во Централна, и во Западна, па дури во Скопје, сите се пакуваат и сите бараат шанса да избегаат од оваа држава? Зарем не е тоа одговор за нивните дела?
А јас повторно го поставувам првото прашање. Ако некој се спрема да бега од Македонија, ако некој се сели во моментот или веќе е иселен од Македонија во последните неколку години, зошто треба да гласа за оваа влада? Што е тоа што му го мати умот? Рекламите, спотовите на убава и розова Македонија или не сака да погледне во реалноста во која живее? Дали, почитувани мои пријатели, ние сме свесни дека во последните 6 до 7 години, од кога не водат најголемите патриоти во Македонија, бројот на новородените македонски граѓани е 5 до 6% на годишно ниво пат на наталитетот. Тоа Македонија не го памти. Таков пример нема во ниту една европска држава по 6% на годишно ниво да ви паѓа наталитетот. Дали ние сме свесни, почитувани граѓани на Македонија, дека во 2012 година, кога сме најпатриоти, кога изградивме најмногу споменици, дека за прв пат, од кога имаме статистика, од кога имаме пописи, за прв пат бројот на македонците е под 50% новоредени деца. Ете, тоа се нивните дела, почитувани граѓани. Тоа се нивните резултати и затоа повторно уште еднаш ве повикувам. Сега треба да го дадеме нашиот глас. После 24-ти, ако ја испуштиме шансата, жабе се жалиме, жабе плачеме, жабе кудиме. Масовно на 24-ти да излеземе, масовно да гласаме за Сојузот за еднината. Да живее Македонија, да живее Скопје!